Може би во ова наше јавување од Страсбур изгледа необично да зборуваме за Охрид, но тоа е необично само на прв поглед. Страсбур е европска престолнина во која се наоѓаат дипломатски представништва на над 50 земји. Поводот да зборуваме за Охрид е првото поединечно представување на еден македонски град, во случајов Охрид во Советот на Европа. Ова беше и една од ретките културни манифестации кои били организирани од страна на нашата земја во најстарата паневропска организација во која Република Македонија членува од 1995 година. За значењето на културното представување на нашата земја имавме краток разговор со амбасадорот на Република Македонија при Советот на Европа Петар Попарсов. Амбасадоре, што представува за нашата земја ова представување во Советот на Европа? Па ова промоција на градот Охрид го нема само значењето за промоција на градот, на културата, на културното наследство на Охрид, туку таа има севкупно значење за Република Македонија. Овде во Советот на Европа пред 47 земји членки на Европа, Македонија покажува дека е дел од европското семејство и сите промоции кои што се организираат овде во Советот на Европа само ја потврдуваат позицијата на Република Македонија како земја членка на Советот на Европа и дел од севкупното европско семејство. Ова е представување во една дипломатска институција, меѓувладина организација, една од најстарите паневропски организации Советот на Европа. Вие сте повеќе во мултилатералата отколку во билатералата. Но дали може да се замисли вакво представување на Република Македонија, да речеме за пошироката јавност овде во Страсбур и во Алзас? Ние размислувавме Република Македонија или градот Охрид да ја представиме во Страсбур, во Франција и за пошироката француска јавност. Меѓутоа, дојдовме до заклучок дека промоцијата на Охрид пред 47 земји членки на Советот на Европа всушност значи промоција пред целата Европа. И токму затоа промоцијата токму во ова фоје на Комитетот на министри на рамноправна основа со сите земји членки на Советот на Европа дава посебна тежина токму на оваа промоција. Ви благодарам вас. Генералната директорка на Дирекцијата за демократија на Советот на Европа, Снежана Самарџич-Марковиќ, која зборуваше во името на Советот на Европа, од своја страна посебно инсистира на значењето на ваквото представување на културното и историското наследство на земјите членки на Советот на Европа. Nama je Ohrid izuzetno dobar, nama u Savetu Evrope, Ohrid je izuzetno dobar primer kako pomiriti nasleđe i urbanizaciju. Pošto ponekad to predstavlja konflikt i onda Ohrid je primer kako je to razvoj nije tako puno pogodio sam grad i lepotu grada. I zato pratimo šta se dešava i Ohrid je naravno među našim najvažnijim tačkama, ne samo zbog primjera i zbog lepote, nego zato što tamo organizujemo, na primjer, neke konferencije i tako. Za nas je jako važno da je Ohrid došao, a za mene lično, ako mogu tako da kažem, i što je to dobar primjer iz Makedonije. Вие сте по потекло од Србија, на сите нас ни е познато значењето на Охрид за севкупната словенска култура пошироко. Дали за тоа доволно се знае овде во Страсбур, каде вие сега живеете и работите? Sad vi živite i radite ovde u Strasburu. Ne zna se dovoljno, to je meni žao i zato je jako dobro što je došao gradonačelnik da promoviše i svoj grad i svoju zemlju. Naravno i kulturu, i ja bih rekla kulturu celog Balkana. Postoji jedna kulturna ruta koja je u Savetu Evrope koja se formira, to je kulturna ruta Kirila i Metodija. Tako da bih voljela da i bivša Jugoslovenska republika Makedonija bude sastavni deo tog našeg parcijalnog sporazuma kulturnih ruta, gde je upravo cenjena uloga kulture da se gradi evropski identitet. U stvari, da li ovde Дали во Страсбур, кога зборувате со обичните луѓе, знаат нешто повеќе за нашиот регион? sa Balkana? Ne zna se dovoljno, ja bih rekla, i zato mi je žao. Pored svih napora, ima ljudi koji se veoma trude i ja im svaku podršku dajem. Tako je, na primjer, Društvo prijateljstva Alzasa i Makedoniju pokušaju da i tim neformalnim kanalima pomogne u boljem znanju i poznavanju regiona. Takođe, čine se i napori od strane vlada. Međutim, nedovoljno obični građani znaju, zato što često političke teme budu teme koje dominiraju medijima. A mi imamo toliko toga kao region da ponudimo u kulturi, da je meni zato dodatno drago što je Ohrid danas bio gost. Советот на Европа секогаш помага во промовирањето на таа култура. Savet Evrope je upravo mesto gde se razume značaj
kulturnog nasleđa, pa i prirodnih lepota za dalju gradnju jedne zemlje. Zato mi prepoznajemo i ovo je pravo mesto gde treba doći i promovisati svoju zemlju. Hvala vam. Жак Шлеф е председател на Сдруженијето за пријателство Алзас Македонија. Тој не криеше дека со задоволство присуствуваше на представувањето на Охрид во Советот на Европа. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je vois Ohrid investir le Conseil de l'Europe dans la mesure où j'ai travaillé pendant 2 ans en Macédoine. J'ai beaucoup visité la ville d'Ohrid et amené des amis et donc de voir Ohrid investir cette énorme et cette noble enceinte du Conseil de l'Europe, c'est pas sans une grande émotion. Дали Охрид е доволно познат овде во Алзас? Connu ici en Alsace. Je ne suis pas persuadé, je ne pense pas que les accords d'Ohrid soient connus par le grand public, même si ça a marqué la vie récente de la République de Macédoine. Je ne pense pas, je crois que à l'heure actuelle, on a encore une trop grande concurrence avec des pays limitrophes comme la Croatie, comme les Monténégro qui montent. Donc je crois qu'en règle générale, la Macédoine mérite une plus grande publicité, une plus forte communication, une plus grande agressivité dans le domaine de la captation des publics de touristes pour le pays. Може ли да се замисли слично представување на Охрид и Македонија за алзасјаните, а не само за дипломатите на Советот на Европа? Je pense qu'il est tout à fait possible de voir avec la ville de Strasbourg, avec d'autres acteurs comme nous aussi, l'association Alsace-Macédoine, de nous investir avec la ville d'Ohrid et pourquoi pas avec la République de Macédoine sur un événement plus important. On a des belles choses à Strasbourg, comme Strasbourg, capitale de Noël, qui accueille tous les ans une exposition à pays hôte. On a la foire européenne de Strasbourg qui accueille tous les ans un autre pays. Je crois que Ohrid et la Macédoine doivent y trouver leur place, oui. Justement, vous, Вие преседавате со Сдруженијето Алзас Македонија, кој работи на приближувањето на двете земји и двата народи. Oui, c'est une initiative que nous avons lancée avec quelques amis à notre retour de Macédoine en 2010. Et donc nous sommes engagés dans le développement des relations entre l'Alsace et la Macédoine dans son ensemble, sur le plan culturel, sur le plan des relations sportives, sur tous les plans possibles et imaginables. Nous avons amené notamment une équipe de football de Macédoine pendant une semaine. On les avait accueillis ici en Alsace l'année dernière. Nous avons envoyé des étudiants alsaciens à Ohrid, justement dans un projet financé par l'Union européenne. Nous avons aidé à travers notre association à ouvrir un coin francophone dans la ville de Vélès qui m'a hébergé pendant 2 ans. Et nous avons un très beau projet de travailler, de réfléchir sur comment on peut améliorer, tirer les meilleures expériences possibles, les bonnes pratiques dans le domaine de la viticulture entre l'Alsace, qui est un pays, une région qui est très forte à travers son image viticole, et la Macédoine, dont on connaît les excellents vins. merci beaucoup. Merci beaucoup. Во Палатата на Европа пронајдовме и еден поранешен охриѓанец, инаку роден алзасјанин, поранешниот директор на Охридска банка, филијала на Societe Generale, Бернар Кенинг. Среќен е што имаше представување на градот во кој работеше 3 години и за кој сега е своевиден амбасадор во Алзас. Écoutez, j'en suis d'autant plus heureux que, comme vous le savez, j'ai pu vivre à Ohrid pendant 3 ans en tant que président de Ohridska Banka, du groupe Société Générale, et j'ai énormément apprécié cette ville, sa diversité, sa culture. J'ai pu, alors que je n'étais pas du tout conscient de ça, voir que c'était le berceau du cyrillique, le berceau de l'orthodoxie, avec toutes ces églises. Je crois me rappeler qu'il y en a une église par année. C'est bien ça, 365. C'est aussi un très beau lac, un lac tectonique, un des lacs les plus purs qu'on connaisse dans le monde, extrêmement profond, avec sa fameuse truite qu'on aimerait bien manger, mais qui devient de plus en plus difficile et même interdit. C'est une ville extraordinaire et on l'apprécie d'autant plus qu'en été, c'est une ville qui reste douce au niveau température et en hiver,
elle n'est pas trop froide. Donc toutes les saisons sont extraordinaires à Ohrid et je ne peux qu'inviter tout le monde à venir visiter cette belle ville. Вие направивте многу убав опис на Охрид. Дали за него им зборувате на вашите пријатели овде во Франција? Ici en France. Oui, j'ai souvent l'occasion de parler, non seulement de parler, pendant mon séjour, de nombreux amis sont venus nous voir, visiter et la Macédoine, et évidemment, quand ils visitaient la Macédoine, ils ne pouvaient pas ne pas venir visiter Ohrid. Ohrid a l'avantage d'avoir aussi un très beau festival, a l'avantage d'avoir un festival où j'ai participé, à sa création, le festival du film français, et donc je dirais tous les éléments sont réunis pour visiter Ohrid et en plus il est très facile de joindre Ohrid puisqu'en été du moins l'aéroport de Ohrid vous permet d'accéder très facilement par avion dans cette très belle ville et à partir d'Ohrid de visiter et la Macédoine et les pays avoisinants qui méritent également d'être vus. Selon vous, qu'est-ce que Според вас, што треба да направи Охрид и Македонија да бидат повеќе познати? Faire en fait ce qu'ils font maintenant, c'est-à-dire vraiment se faire connaître parce que en réalité Ohrid a tout pour plaire, a tous les atouts pour se faire connaître et se faire apprécier. À elle de mieux se faire connaître. Je crois que c'est une très bonne initiative, mais il faut la continuer et la perpétuer pour que demain Ohrid devienne une grande ville et une grande destination touristique, culturelle, alors qu'elle est déjà pour de nombreuses manifestations, disons, plus politiques ou économiques. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. За представувањето на Охрид во Страсбур разговаравме со неговиот градоначалник доктор Никола Бакрачести. Го представихте вашиот град овде во Страсбург. Дали сте задоволни? Да, исклучително е задоволството кое што денес го споделувам и со другите представници на локалната самоуправа и нашите представници овдека во Советот на Европа во Страсбург. Ова сепак е едно наше прво искуство со кое што ние сакаме да почнеме една нова стратегија во промотивните и маркетиншките активности за градот Охрид, пред се во делот на културата и природното наследство со кое што Охрид обилува. До сега беше тренд да Охрид настапува исклучиво само на неколку саеми кои се одржуваат во опкружувањето и во Европа. Меѓутоа, сметам дека стратегијата во делот на маркетингот треба да биде променета. Нас не треба вакви промотивни активности. Ние уште минатата година си поставивме задача пред нас да Охрид пред се го представиме во европските институции. Една од тие наши заложби беше представувањето, презентацијата на културното и природното наследство на Охрид и традиционалната охридска храна токму во европските институции, каква што е Советот на Европа во Страсбург, и секако дека веднаш после летните одмори, односно од септември и октомври, имаме намера да организираме една иста ваква презентација во Европскиот парламент во Брисел, така да не запираат тука нашите промотивни активности. Она што секако е интересно да се каже е дека покрај учеството на саеми, она што Охрид оваа година го направи, а тоа е организирање на една работилница за поголемите туроператори, туристички агенции, новинари кои се бават со известување од делот на туризмот. Ги поканивме во Охрид на една трондневна работилница. Има можност да се запознаат со сите природни, културни, историски вредности на градот Охрид и веднаш после тоа дел од нив направија репортажи во реновирани медиумски куќи, на електронски медиуми или печатени медиуми, од кои што навистина сум задоволен и сметам дека во иднина таквите представувања ќе вродат со плод. Рековте дека се воведува нова стратегија за привлекување на туристи во Охрид. Јас знам од лично искуство тие што биле французи или пријатели мои од странство во Македонија и посебно во Охрид се вратиле воодушевени, но очигледно не се запознати на кој начин можат да дојдат до Охрид. Точно така, значи не постои турист, странски турист кој што еднаш дошол во Охрид, а да не се вратил пак.
Задоволството на туристите од посетата на Охрид е големо. Меѓутоа, она што нас не достасуваше изминативе години беа врските на Охрид со останатиот свет, со остатокот од Република Македонија, меѓутоа и со другиот свет. Она што владата на Република Македонија заедно и со локалната самоуправа го прави е да овие врски бидат што поразвиени, значи и што повеќе олеснати. Во тој контекст би кажал дека и изградбата на делница, автопатската делница од Кичево кон Охрид, која што е веќе почната и веќе од наредната година би требало да отпочне со реализација проектот за изградба на автопатската делница од Кичево кон Гостивар. И со тоа Охрид од прилика за 3 до 4, најмногу 5 години би бил автопатски поврзан со главниот град Скопје и би се создале одлични услови не само за полесно и побрзо пристигање на туристите кон Охрид, односно за развој на туризмот, туку и за локалниот економски развој. Она што Охрид исто така го прави е напорите на локалната самоуправа да воспостави регуларни летови од Охридскиот аеродром. За сега водиме преговори со неколку авиокомпании кои што покажаа интерес да воспостават такви регуларни летови од Охридскиот аеродром. Многу брзо ќе објавиме нов тендер за субвенционирање на летови во насока на промоција на туристичките вредности на Охрид во Европа. Така да сметам дека од наредната година веќе ќе бидат воспоставени овие регуларни летови кон една или повеќе европски дестинации, со што ќе се отвори еден нов правец во развојот на туризмот во Охрид. Во Охрид туризмот е пред тоа што гледаме во летните месеци. Како може да се направи Охрид да биде исто туристичка дестинација, туристичка мета за време и на другиот дел од годината, бидејќи има што да покаже, има што да понуди. Точно така, Охрид не помалку атрактивен и во останатиот дел од годината, не само во летните месеци. Навистина Охрид има многу што да понуди, како во делот на културата, на културното наследство, на мноштвото, односно на изобилството од археолошки локалитети и секако во делот на развојот на еден спортски и конгресен туризам за кој што веќе локалната самоуправа прави стратегии да го развива. Во контекст на нашите напори да ја продолжиме сезоната и да Охрид стане атрактивна туристичка дестинација и во надворот летната сезона, се напорите кои што заедно локалната самоуправа со владата на Република Македонија ги прави за изградба на скијачки центар на планината Галичица. Како што и сами знаете, се изработи физибилити студијата и мастер планот за изградба на овој скијачки центар од страна на реномираната канадска компанија EcoSign Mountain Resort Planner. Така да, од друга страна, државната компанија МЕПСО објави оглас за пројавување на интерес за изградба и стопанисување со скијачкиот центар и со автокампот градиште и сметам дека според најавите кои што ги имаме од одреден број на странски инвеститори кои што се запознаа со двата документи, како што се физибилити студијата и мастер планот, сметам дека овој проект на владата на Република Македонија и локалната самоуправа на Охрид има иднина и мислам дека за неколку години дека ќе отпочне со работа таков еден скијачки центар со што револуционерно ќе се промени стратегијата за развој на туризам во Охрид, туризмот во Охрид не само во летните, туку и во зимските месеци, односно преку цела година. Секако дека ние се трудиме да организираме што повеќе манифестации во делот на културата преку цела година, за да ја направиме една екстензија на туристичката сезона. Секако дека големи можности дава и развојот на спортски туризам во Охрид. Ние сме веќе во ек на проширување и изградба на еден голем односно на постоечкиот спортско-рекреативен центар Билјанин извори, со што ќе се создадат услови за престој на голем број на спортски клубови и екипи во градот Охрид и ќе се создадат можности за нивно доаѓање надвор од традиционална летна туристичка сезона. На крајот, како би го заклучиле ова представување овде во Страсбург?
Па како што и сами имавте можност да видите низ вашите објективи, видовте дека присуството на министрите на Советот на Европа беше масовно, имаше голем број на гости и според нивното кажување ова е еден од настаните кои што ретко се случува за време на дневните активности на европските дипломати овдека во Советот на Европа и можем да кажем дека моето задоволство и задоволството на сите оние кои што беа вклучени во организација на настанот е на моштен високо ниво, затоа што навистина присуството беше масовно на голем број на познати европски дипломати во овие простори. Благодарам, господине градоначалник. Ви благодарам и нас. Со македонска музика, со охридски специјалитети и македонско вино, градот Охрид достојно се представи овде во Советот на Европа во Страсбург. За македонската телевизија, за утринската програма се јавува Тони Гламчевски.